Традиционалното македонско семејство доживува загрижувачка трансформација. Просечното домаќинство брои едва и тројца, вели статистиката на Меѓународниот ден на семејството. Последната анализа на податоците од пописот 2021 година вели дека во државата се регистрирани 598.632 домаќинства со вкупно 1.836.713 жители, што значи дека просечното домаќинство денеска брои само тројца членови. Ова ја потврдува демографската катастрофа, стареењето и брзото исчезнување на нацијата. Најмал број членови по семејство има во централните скопски општини. Во Центар просекот изнесува 2,57, а во Карпош 2,59 членови по домаќинство, што укажува на раст на самечкиот живот, младите професионалци и старечките домаќинства. Сличен тренд бележи Аеродром со просек од 2,78 членови. Разликата од некогашното семејно живење и сега ја потврдуваат и граѓаните, одговарајќи на прашањето дали сплотеноста на сегашните семејства и сега е иста. Не е како порано. Како беше? Порано беше поблиски беме роднините, браќа, воно. Апсолутно не. Од многу разлози. Па и изгубено целосно, мислам, и другарството и брачните парове се така речено. Не. Сега е сосем друг честит, нема. Некој еднограм се дружат, сега нема. Нема слагија никаде. Нема. Не се сплотени, а? Не. Па сите си сакат посебно да јадат, посебно да спијат. Се е посебно. Не верувам у тоа. Сега више младите сакат се баш како Рино Сивол. Она што го нема кај македонските домаќинства, го има кај другите. Општините Рачиново и Сарај остануваат демографски рекордери со повеќе од 4,4 членови по домаќинство, задржувајќи го традиционалниот модел на повеќе генерациско живење. Сепак алармантно загрижувачка состојба во помалите источни општини како Пехчево, каде доминираат едночлени и двочлени старички домаќинства, експертите предупредуваат дека овие трендови директно влијаат врз економијата, пазарот на недвижности и идните демографски политики во државата. Обиди со изготвување на демографска стратегија има, но процесот е долг и неизвесен.